Илинка Скаловска своето музичко образование го стекнала во музичкото училиште во Скопје, каде се здобива со нижото музичко образование, инструмент клавир и средно музичко образование, теоретска настава. После што заминува на студии во Италија, каде дипломира композиција и хорско диригирање на музичкиот конзерваториум во Падова, а потоа магистратурата ја завршува на конзерваториумот во Венеција. Своето музичко образование, оваа млада уметница го надополнува и со студии по пеење, кои успешно ги завршува на конзерваториумот во Виченца. Досега има настапувано како пејачка хористка или солистка во повеќе хорови во Италија и во Македонија, а има настапувано и како диригентка. Била дел од хорот Менада од Тетово, со кој настапи на фестивалот Техо 2019, на кој се одбележаа 100 години од раѓањето на композиторот Тодор Скаловски, дедо на младата уметница Илинка Скаловска, која што деновиве ја промовираше својата најнова композиција, која има и видеозапис. Нашата екипа присуствуваше на промоцијата која се одржа во лабораториум. Се наоѓаме во лабораториум и присуствуваме на промоцијата на шестата композиција на мултиталентираната уметница Илинка Скаловска. Пред се честитки за ова најново остварување, за уште едно музичко дело на кое што се воодушевува публиката. Ви благодарам. Добро вечер. Еве шеста композиција, после 5 преубави музички изданија во кои што видовме испреплетени етномотиви комбинирани со класичната музика, 2 ваши авторски композиции и што е она што остава печат на оваа најнова композиција што денеска ја промовирате? Па, вака сегата останува во рамките на моите композиции кои содржат етноелементи, но и некои помодерни мои елементи. Да речеме дека новитет е што овој пат е целосно моја. Јас имам веќе предходно авторска композиција во поглед на музика и аранжман имам компонирано. Меѓутоа овој пат, освен што аранжманот и музиката се мои, сега е овој пат и текстот мој, исто така. Исто така мал новитет е што дека е поприсутен инструментот тапан. Во претходните мои композиции повеќе ја представував тамбурата, клавирот, дајрето. Овој пат малце го стави во преден план и тој инструмент и малку има да кажеме игровит карактер. Кои се луѓето што ви помогнаа при реализација на оваа најнова музичка номера? Не само да се даде еден визуелен приказ, туку и логистички се да се организира и да добие еден ваков убав видеозапис. Па морам да кажам дека во оваа композиција најмногу се достигна и најмногу луѓе беа вклучени во обработката. Во музичката обработка учествува Валентино Скендеровски и Дејан Виленковски, кои што го правеа миксот и мастерингот. Додека пак што се однесува за спотот, го снимав со Ѓорѓе Поповиќ, Пеце Николовски и се разбира продукција, Фабрика продукција. Уште еднаш честитки, со голема сигурност публиката ќе ужива и во ова остварување. Се надеваме дека наскоро ќе можеме да прославиме и едно албумско издание кое што ќе ја заокружи вашата плодна досегашна работа. Се надевам и јас, ќе следат и други номери. Ви благодарам уште еднаш